Пелагониските земјоделци се собраа денеска за на своите, како што рекоа, браќа по мака од Светиниколскиот регион им дадат поддршка. Велат маката е таа што ни ја надвиснаа мразот и сушата. Родот од пченицата е малку, ама и ниската откупна цена е нешто што ги тишти, неисплатените субвенции и барањата што ги имаат. Во нашите барања, што се упатени до владата на Република Македонија, се надеваме дека ќе бидат прифатени од страна на владата. Бараме концесијата кај оние земјоделци што имаат земено државна земја под закуп, да биде годинава избешана, затоа што нема каде да се плати, со приноси и во прилагање во приватен сектор, во риско-планинските и неразвиените подрачја што се движат околу 1000 килограми по литар, не може да се плати ни субвенција, ниту пак некои други давачки. Ние се надеваме дека наскоро ќе имаме шанса да бидеме примени од премиерот на Република Македонија, господинот Зоран Заев, да го запознаеме со сите наши тешкоти што годинава се наметна со овие катастрофи. Сета земја што има стајно ЗИК Пелагонија да ја има во владење општината Новаци, што е под незино под незини атар. Друго, има луѓе што ја работаа земјата од која стана на диво, кои не плаќаа ништо, ни водна, никаков допринос. А некој нема ич и тоа да се реши одма што побргу да си ја преземи општината таа работа и да му ја раздели на луѓето што живеат во општината што ги опфаќа. Ние се соочуваме со еден проблем исто како струмичани, со откупо на Бостано. Нашиот крај, Бач, Гермијан, Егри, Сливица, да не набројувам, сите села садат Бостан. Бараме владата да преземе некои мерки да направи некој откупен центар и кај нас, да не биде тоа само во Струмица. И овај крај земјоделски има потенцијал да произведува, меѓутоа нема откуп. Ние садиме Бостан, а нема откуп. Бараме владата да направи откупен центар, да го откупува Бостанот, да екзистираме ние. Иначе со пченицата, со житарицата не се опстанува. Цените се мали. Се собравме да го искажеме револтот со селективната исплата на субвенциите. Министеро се пофали дека, ќе го цитирам, денес поручек, утре савајле, земјоделците, тутунарите ќе ги имаа парите на своите сметки. А пари нема ни 40% земено. Некој субвенции има земено по сите мерки, а некој нема ни по една мерка. Нас не ни треба ни политика, ни мотика. Нас ни треба мотика и пари за обработка на земјата. Така да, ние нема да штракуваме на патишта, да стоиме да блокираме. Ние немаме време за тоа, нас ни треба на ниво одење. Треба работа. И затоа чекаме што побрзо да ги платат субвенциите. Имаме проблем со тоа што ефтина е цената на житото. Откупено е навистина и е при крај жетвата. Затоа, бидејќи пролетта беше сушна и приносите се доста ниски, бараме владата, ако може, како минатата влада што даде по 100 евра, овие ако може од 150 да дадат по хектар, за да малку можеме да ги покриеме трошоците што ги имаме во земјоделието. Со субвенциите знаеме дека нешто има исплатено од 2016, ама бараме што побрзо да се исплатат, па дури и оние земјоделци кои што земјиштето му е послабо, кои што не можат да ги покријат основни трошоци од 2017, за да можат повторно да произведат на есен, да се посее нашето земјиште. Покрај барањата на пуштените ниви од комбинатот Пелагонија, општината да ги добие во владение, побараа продолжување на проектот на Стрежево за да немаат мака со сушата и во делот од другата страна на река Црна. Што се прекина тој договор, зошто да не дојди вамо и кај нас систему? Тука располага општината околу на 3000 хектари. На 3000 тоа е штопирано, тој зошто тој штопиран, тој проект како што е, тоа брзо потrebno да се разреши. Бараме систему, да се продолжи према тој крај. Во почетокот кога се градеше систему, беше планирано во Бач да опфати, да пуштат. Меѓутоа, ништо не се направи. Тоа се закочи тогаш и така остана. Со Срежево имаше започнато нешто
градоначалникот и општината да го префрлат Срежево за наводнување. Има нешто започнато, дали ќе продолжи, треба тоа да го кажат луѓето од актуелната власт. Поддршка добија за исполнување на своите барања од новачкиот градоначалник. Издржани се овие барања. Се надевам дека ова влада ќе ги спроведе овие барања, нарочито околу исплатата на субвенциите, бидејќи родот беше толку низок мал, кој сега новата реколта не може да ја започна ако не се навреме исплатени субвенциите. Во секој случај, локална самоуправа, општина Новаци, имаме многу земјоделци, сите се земјоделци, ги поддржуваме овие барања и ќе настојуваме да се реализираат. Како што и самите рекоа, нема да блокираат патишта. Велат, нас не ни треба политика, туку пари и мотика за да работиме по нивите. Време за протести немаме.